Стефане, кажи ни во кој град си, со кого си и каква е ситуацијата таму? Здраво, Мири. Јас се наоѓам во Аликанте во Шпанија. Тука сум со мојот сопруг и уште тројца пријатели. Сместени сме кај пријател кој што живее, значи, во Аликанте, а оригинално е од Македонија. Првиот лет ни беше до Барселона, а потоа вториот лет до Аликанте. На аеродромот, на ниеден аеродром всушност не ни направија никакви проверки нели за вирусот, и уште ситуацијата немаше ескалирано воопшто. Но секој ден од кога сме тука се соочуваме со нели нови информации како ситуацијата се менува постојано. Значи првично нели шетавме првите неколку дена апсолутно слободно, потоа тука се воведе вонредна ситуација и беше од нас побарано да бидеме во самоизолација. Со тоа што разликата е дека овде карантинот првично требаше да биде 14 дена, но потоа го продолжија на 21 ден, значи нели 3 недели. Како треба да се вратите дома? Контактиравте ли со некого? Може да стигнете назад во Македонија со оглед на тоа дека аеродромите не работат? Не, за сега немаме начин како да стигнеме. Значи прво се затвори сообраќајот, не можевме. Првичната идеја ни беше да стигнеме со кола, да речеме да земеме кола да стигнеме до Барселона и потоа таму да летаме, меѓутоа се затворија меѓувремено и аеродромите и од самите компании аеродромски ни ги откажаа картите. Исто така се затвори влез и во град во Шпанија, така што немаме ни начин како да излеземе моментално од Аликанте и постојано следиме нели информациите кои што владата ги дава, меѓутоа за сега немаме никаков начин како да се вратиме во Македонија. Исконтактиравте некоја од амбасадите во македонската амбасада што е во Шпанија, што ви кажуваат од таму? Дали се регистриравте дека сте таму и колка број на македонци според твоите сознанија има на пример во таа област? Се регистриравме, значи контактираме со амбасадата која што се наоѓа во Мадрид. Веќе неколку пати се слушнавме со нив. Првичното ни рекоа, ако имаме шанса да се вратиме во Македонија, тоа да го направиме што побрзо. Меѓутоа тоа беше пред да се затворат летовите, а откако ситуацијата се промени, не посоветуваа дека можеби е најдобро да останеме каде што сме, бидејќи нашата предност во моментов е дека сме кај пријател и не го плаќаме сместувањето во моментов, меѓутоа ние сме на товар на гости сме дојдени, сепак сме на товар на луѓето на кои што сме тука и ако треба да останеме до јуни, ќе ни биде тоа голем проблем. Заглавени таму до јуни месец. Кој ви ја кажа таа информација дека треба да бидете до јуни? Од шпанските медиуми, колку што успеваме да разбереме и колку што нели и луѓето кои што сме сместени разбираат од медиумите. Дали имаш некаков апел до надлежните во Македонија како да ви помогнат, на пример во вашата ситуација каде што сте таму? Па ние се надеваме на вистина дека овие информации дека сме заглавени овде до јуни ќе се решат некако побрзо, дека тие ќе најдат начин како да не вратат во Македонија. Им благодариме за се што прават, нели за да ги заштитат граѓаните, но нели би сакале да обрнат внимание и на нас, бидејќи слушнав дека разговараат дека многу луѓе се заглавени во Барселона, но ние сме на 500 километри од Барселона, така што дури да се отвори лет од таму, нас тоа нема да ни помогне.